Извештаите за финансиското работење на водовод станаа теми околу кои најмногу се кршат копјата на седниците на Општинскиот совет. Исклучок не беше ни последната, на која советниците го разгледуваа работењето во текот на првите 3 месеци од оваа година. Цел час и 30 на минути се потрошија за меѓусебно докажување дека трошоците на комуналното предпријатие неоправдано се зголемиле. Услуги за одржување имаме зголемување од 115.000 денари колку што е било минатата година, оваа година имаме 878.000 денари за истиот период. Други непроизводни услуги. Прашање кои се тие други непроизводни услуги? Истите се зголемени за 150.000 денари. Многу важно прашање кое што го дебатираме на секој извештај, плата за времени услуги на агенции за вработување. Минатата година за истиот период било 1.500.000 денари, оваа година 2.278.000 денари. Од 6 работни единици за 4 пишува дека се во загуба. Односно коефициентот е 0,50, 0,70, а само 2 се во добивка, а финалната дека имало добивка од 5.067.000. Значи од 6 работни единици 4 се у загуба, а целото предпријатие во добивка. Претходно кажа приходите од топла вода или од геотерма кои што се намалени некаде за 5,5 милиони денари за ова тромесечие. Сега нормално беше со зголемувањето на цената на водата и се очекуваше дека голем дел од корисниците на топла вода ќе преминат на собствени системи, немајќи исплатливост со таа цена на водата, што и се случи, така да пласманот на топлата вода сега не можеме да го оствариме во таа мера како што беше. Работните единици едни со други се подјадуваат, односно се јадат. Едни ќе бидат рентабилни, а други не. Вие на минатиот совет кога разговаравме, ми рековте дека имате стратегија за справување. Сега би сакала да видам со кои конкретни чекори се прави тоа. Инаку воспротивно, откако сум советник, цифрите се тие. Поместување на истото нема. На седницата на Советот стана збор и за големите побарувања што ги има комуналното предпријатие. Водовод побарува 238 милиона, а долгува 58 милиона. Извините ако не сум точно прецизен. Односот е 1:4,2. Што тоа значи? Еден човек не мора да биде економист, кој ќе погледне 4:2. 4 денари побаруваш, 1 должиш. Значи некого финансираш. Што е идеално? Балансираност, односно равнотежа меѓу побарувањето и врските. Тоа е рационално работење. Како заеднички одговор на неколкуте прашања, директорот на Водовод го сумираше работењето во првите 3 месеци од оваа година. Се работи за тромесечен извештај. Можеби делот од документацијата е стигната покасно. Обработката на податоците и ажурноста во книжењето да не се содржани во овој период. Ке дојде 31.12, ке помине целокупната процедура на изготвување на финансиските показатели и тогаш нема бегање од бројките и од фактите. Бројките се тие. Пред бројките и боговите молчат. И уште една работа. Штелувањето и злоупотребата во овој дел е кривично дело. Сигурно нема некој да се игра со такви елементи во делот на искажување некои финансиски резултати, особено па не за финансиски резултат кој е одраз на еден период само од 3 месеци. Објаснувањето на Папазов само делумно ги задоволи прашањата на советниците од опозицијата, кои рекоа дека не се задоволни од неговото скоро получасовно образложение за работењето на Водовод. Имате покритие за 100.000 денари. 600.000 денари повеќе се потрошени за времени вработени. Дали е причина повисока плата или поголем број на работни ангажирани. Ние како опозиција имаме за задача да ги пренаоѓаме грешките во работењето на оваа целата гарнитура и нормално добронамерно да ги предочиме со цел за тие да ги подобрат. Наспроти нас стојат советниците од позицијата, кои што од нивните редови потекнувате и вие, од истите
тие партии што се на власт, па така да не знам зошто очекувате ние да ги истакнуваме вашите придобивки кога има нели советници наспроти нас кои што тоа ќе може да го предочат. И покрај дополнителните забелешки од опозицијските советници, на крајот од расправата, по 1,5 час, извештајот за работата на водовод во првите 3 месеци од оваа година беше усвоен со гласовите на советниците од мнозинството.